1 март, првиот ден од пролета, тоест пролетна рамнодневница, и по тој повод се одржува еколошката акција на младите во Република Македонија. Оваа година еколошката акција е насловена како Македонија земја на цвеќето, Македонија земја на розите. Затоа и ние денес ќе се вклучиме во оваа акција со засадување на цвеќе, чистење на околината и воспитно делување кај секој човек за почиста животна средина. Зошто розите? Затоа што во цветот на розата се абсорбираат големи количества на тешки метали, олово и цинк од водата, воздухот и почвите, кои се штетни по човековото здравје. Климата во Македонија е погодна за одгледување на ова цвеќе, па од тука е поставена целта да се засади што е можно повеќе рози. Покрај масовното засадување на денес, планирани се и други активности за мотивирање на граѓаните да се вклучат во акцијата. Харти, шишиња, се и сешто, запрете луѓе, сторете нешто. Астронаутите од Вселената, планетата Земја, ја гледаат синообоена. Тоа е поради водата со која се покриени 3/4 од земјината површина. Иако ја има во изобилство, само 1% од водата на планетата Земја се користи за пиење, капење и перење. Поточињата, реките, езерата содржат големи количества питка вода, која од ден на ден се повеќе ја загадуваме и ја правиме неупотреблива за пиење. Природата и човекот се надпреваруваат. Кој е побрз? Природата во обновувањето на питките извори вода, а човекот во загадувањето на водата. Што правиме ние? Едни од најмладите суштества создадени на оваа планета. Сината убавица постои многу порано пред да се појави првиот човек. Тој човек е единствениот што во толку кус временски период успеал да влијае на изгледот и на природните циклуси на оваа наша единствена планета. Свесно ја загадува водата, почвата, воздухот, нанесувајќи огромни штети и неизлечиви рани, надевајќи се дека сината планета ќе се самоизлечи. Но не бидува така, незините сили се при крај. Ако не се освестиме и почнеме да работиме, да ја отстраниме направената штета, ќе не снема. Ќе ја снема сината убавица, а со тоа ќе не снема а и нас, од и ние сме незиниот дел. Да не ги фрламе отпадоците на улица, плажа, планина. Сите тие отпадоци когаш-тогаш доаѓаат до речните корита, а преку нив до морињата. Реката ќе го однесе отпадот до морето и таму ќе се собира во огромна депонија, зашто морето не тече и нема на кого да го предаде. Често водните животни ги голтаат отпадоците, мислејќи дека се храна и се задушуваат. На таков начин завршиле многу морски жилки кои се многу ретки и изумираат. Што треба да прави? Да пошумува. Дрвјата се филтри за прочистување на воздухот и на